Тоа што ни се случува, всушност, е диктатура на политичкото малцинство, инструменти на служба. Но, драги пријатели, Македонија не е Никола Груевски или Зоран Заев. Ова е Македонија. Овој народ, вие, е најдобриот одговор на сите оние сценаристи кои цврсто веруваат дека ќе не скршат, дека ќе не ги исперат мозоците, дека ќе не прелажат со креирани, сечени и лепени снимки, со лажни воведи и наративи, дека ќе не исплашат со терористички банди, дека ќе подклекнеме, дека ќе се предадеме, но вечерва го добиваат одговорот. Македонија не се предава. Македонија е силна. Му беа кажале, а овој наивно поверувал и говореше јавно, дека за 3 дена ќе сме заминале со наведнати глави. Потоа видоа дека силно се излажале. Па објавија дека за 30 до 45 дена ќе ја завршеле целата работа. Еве не денес, 3,5 месеци подоцна. Тројно или 4 пати побројни отколку тие вчера. Сплотени како никогаш досега. Цврсти како челик. Одлучни и решителни. Решителни до бескрај. Им порачуваме. Нема повлекување. Нема потегнување. Нема предавање. Македонија е силна. Македонија е одлучна. Македонија пак победува. Ние победуваме. И нема да дозволиме нашиот народ до таа мера да се закрви, да меѓу себе се пресметува. Ова е нечиста игра кон Македонија. Затоа ќе ја добиеме оваа битка. Нивниот експонент и инструмент кој видовме како Струмица си ја направил свој пашалак, своја приватна фирма, своја крава мозница, кој покрај редовните ниски даноци си вовел собствени лични даноци за свое лично богатење, нема да ја оствари својата цел. Овој човек не само што нема да биде премиер, тој веќе никогаш нема да ја добие довербата на Струмичани да биде нивни градоначалник. Поминаа неговите 5 минути. И во Струмица, и во Македонија. Никогаш нема Македонија да дозволи да и се случи Заев.